Чест ми е прво да кажам дека Општина Македонска Каменица во рамки на Денот на диаспората за прв пат организира форум со иселениците и стопанствениците за искористување на потенцијалите на Македонска Каменица. За таа цел беа поканети представници од владата на Република Северна Македонија, од ресорните министерства кои што се задолжени за поволни бизнес клима и привлекување на инвестиции, и реално од она што се случи на самиот форум сум презадоволна затоа што произлегоа многу прашања, учесниците добија соодветни одговори. Се надевам дека во наредна средба веќе ќе ги имаме резултатите од денешниот бизнес форум. Што само накратко нешто може да најавиме како дел од некоја соработка со иселениците? Има ли некој конкретен чекор, пошто нели за тоа и сред во догледно време што се најавува за инвестиции, за било што? Заради тоа што досега немаше проактивно со диаспората, идејата да се формира ваков форум, бизнес форум, ја остваривме денеска. Не можам точно да кажам, јас се надевам дека поттикнавме кај иселениците бар интерес за да почнат да размислуваат на темата, да ги користат средствата кои што ги нуди владата на Република Северна Македонија и поволностите кои што ги нуди општината во смисла на индустријска зона, на инфраструктурни решенија, да размислуваат да инвестираат овде. Значи, како што реков, за неколку месеци ние ќе ги посетиме нашите во диаспората, ќе разговараме на одредени теми, така да верувам дека во блиска иднина ќе има таква иницијатива. Пред присутните денеска ги презентиравме инструментите и можностите за финансирање кои ги нуди фондот. Од аспект на финансирање на микро, мали и средни предпријатија, новоосновани стартап компании и така натаму. Имаше навистина голема заинтересираност. Драго ми е што се следи работата на фондот. Инструментите се навистина атрактивни, иновациите се применливи на секаде. Тоа е нашето мото, тоа го докажуваме секаде, дека иновациите не се само во IT секторот, туку се применливи и во земјоделството, во здравството, во туризмот и така натаму. Колку се застапени од фирмите од Македонска Каменица при аплицирањето? Многу малку. Да речам дека корисници скоро и да немаме од Македонска Каменица, но генерално се уште Скопскиот регион е главен економски центар на државата. Тоа е ново последно на што може да се аплицира? Во моментов завршуваме повикот за комерцијализација на иновации. До крајот на годината ќе имаме еден повик за технолошки развој за новоосновани стартап компании. Генерално ги представивме можностите и мерките кои што ги нуди програмата за рурален развој и програмата за ИПА, односно ИПАРД програмата од Европската унија, со што разговаравме и директно разменивме мислења за инвестиции конкретно во рурален туризам, значи со кои капацитети располага ова прекрасна општина, за да се искористи максимално потенцијалот. Интересот секогаш се зголемува, значи со време и ние како ги правиме мерките, ги правиме согласно потребите на корисниците, односно граѓаните. Така што во тој дел барем сме транспарентни, имаме целосна и отворена соработка со сите корисници и чинителе, така да очекуваме на успешна реализација и оваа година. А кога ќе земеме темата денешна, Ден на диаспората, значи треба да има повеќе информации за диаспората, што и како треба да се прави во целата ситуација. Имаше добра информација од градоначалникот на општина Македонска Каменица, што и како да направиме за да го обновиме нашето училиште на македонски јазик. Ќе гледаме со правото тоа да го употребиме, ставивме во контакт со градоначалничката и се надеваме на успех. Пак да го вратиме македонската школа во Калабрија. Бизнес форум минатата година имаше во Делчево, сега овде во Македонска Каменица, Мотел Мерак. Јас лично ми се свиѓа такви средби, јас лично исто инвестирам овде во Македонија многу и мило ќе ми биде и многу други иселенци да се ангажираат во својот Да, така е. Било во кој поле, битно е да се инвестира во нашата држава.